Добар ден на сите и добри дојдовте на денешниот јавен состанок, кој е втора оваа година. Покрај реализираните активности на агенцијата за вториот квартал од годинава, на состанокот ќе бидат презентирани наодите од анализата на родовите прашања и начинот на представување на жените и мажите во ударното време на националните телевизии во 2024 година. На крајот на состанокот ќе биде отворена и панел дискусија на која ќе имате можност да поставувате прашања поврзани со денешните презентации и прашања кои се од ваш интерес. Изминатите 3 месеци агенцијата ги реализираше предвидените програмски и административни надзори врз радиодифузерите согласно годишните планови за програмски и административен надзор. За сите радиодифузери кои што во 2024 година емитуваат телевизиска и радио програми, извршени се 2 редовни административни надзори. Едниот надзор се однесуваше на обврската до 31 март на посебен образ за достава до агенцијата податоци за собственичката структура, уредништвото, изворите на финансирање, остварените приходи и расходи во претходната година од обезбедување на дејност. Вториот надзор се однесуваше на обврската за објава на податоци за собственичката структура, уредништвото и изворите на финансирање и достава на снимки од објавата до агенцијата. Надзорите покажа дека сите радиодифузери ги исполнија овие законски обврски. Редовни програмски административни надзори за повеќе законски обврски се реализирани врз 5 национални тереstriјални телевизии, Сител, Алсат, Алфа, Канал 5 и Телма, и врз регионалните телевизии ЕРА, ТВМ, МТМ, Шутел, ТЕРА и ТОП Естрада. Прекршувањето беше констатирано само кај ТВМ и ТВ-ТЕРА на правилата за заштита на малолетната публика. Редовни програмски и административни надзори за повеќе законски обврски се спроведени врз 5 локални комерцијални телевизии, Кочен ЛД, Калтрина, Феста, Плюс и Ускана медија. При надзорите беше констатирано прекршување на обврските за емитување изборно создадена програма кај ТВ Феста, ТВ Плюс и ТВ Ускана медија, дополнително кај телевизија Ускана медија и прекршување на врската за употреба на јазикот во програмата, додека кај ТВ Канал Феста и на врската за објава на импресум и на информациите кои што треба да им се направат достапни на корисниците. Во однос на годишните обврски за емитување европски аудиовизуелни дела и дела од независни продуценти, редовни програмски надзори се извршени врз 11 телевизиски програмски сервиси на државно ниво, МРТ, Сител, Канал 5, Телма, Алфа, Алса, 24 Вести, Наша ТВ, Сонце, 21М, Шења. Надзорите покажа дека сите радиодифузери ги исполниле обврските за 2024 година. Откако помина рокот за законско согласување со мерките јавно опомени, извршени се контролни надзори врз ТВ24, Наша ТВ, ТВ Шења, ТВ Компани 27М, ТВ Дует, ТВ Нјус и Македонска радиотелевизија, трет програмски сервис. При надзорите беше утврдено дека ТВ Дует повторно не ги почитува врските за заштита на малолетната публика, поради што беше покрената прекршочна постапка. Извршени се и неколку вонредни надзори по представки по службена должност. По добиена представка од граѓани извршен е вонреден програмски надзор врз изданието на актуелната информативна програма Само вистина, премиерно емитувана на програмата на телевизија Канал 5 на 19 март. Надзорот ги опфати начелата за вршење на дејност и последната забрана за поттикнување или ширење дискриминација, нетрпеливост или омраза врз основа на забранети дискриминаторски основи. При надзорот не беа констатирани прекршување на законските одредби. Врз сите 90 радиодифузери извршен е вонреден административен надзор, за да се констатира дали некој радиодифузер извршил промена на собственичката структура, без претходно да извести агенцијата и пред истата да биде одобрена од страна на агенцијата. При надзорот не беа констатирани прекршувања. По службена должност, вонреден надзор е извршен за ТВ Клан Македонија за исполнување на кадровските услови предвидени во правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање на дозвола за радио и телевизиски емитување. Надзорот врз овој радиодифузер покажа дека телевизијата не ги исполнува минималните кадровски услови потребни за вршење на дејност. И со контролниот надзор врз ТВ Клан се утврди дека кадровските услови кои оваа телевизија не се исполнени. Вонредни надзори беа извршени врз ТВ Телма и Радио Енџел
поради тоа што кај двата радиодифузера беше направена промена на одговорните уредници. При надзорите не беа констатирани прекршувања. Поради добивање на нова дозвола, во јуни беше направен стручен надзор на радиостанцијата Сферот Куманово, во рамките на кој покрај проверката дали се исполнети техничките услови, беше извршен увид во документацијата за бројот и структурата на вработените во радиодифузерот. При надзорот беше констатирано дека радиото ги исполнува техничките и кадрските услови кои барателот дозволата ги навел во барањето за доделување на дозвола. Врз работењето на издавачите на печатени медиуми извршени се два редовни надзори. Првиот беше спроведен во сите 19 издавачи на печатени медиуми, евидентирани во регистарот што го води агенцијата во врска со исполнување на врската за обезбедување на јавност во работењето. Врската беше исполнета во целоски сите медиуми. Вториот редовен надзор беше спроведен врз 12 издавачи на печатени медиуми за врската за објавување импресум и со овој надзор не беа констатирани прекршувања кај ниту еден субјект. Врз операторите на јавни електронски комуникацијски мрежи извршени се вкупно 14 надзори, од кои 11 редовни и 3 контролни. При редовните надзори за почитување на врските за регистрација на програмски сервиси, титлување и за врската во програмскиот пакет кој што го реемитуваат задолжително и бесплатно да ги обезбедат програмите на јавниот радиодифузен сервис, беше констатирано прекршување само кај операторот Total TV, односно реемитување на регистрирани програмски сервиси. За стореното прекршување му беше изречена мерка јавна опомена. Извршени се и 3 програмски контролни надзори врз операторот Мултимедија Натворк Л од Гостивар, каде беше констатирано дека операторот постапил во целост по патените решенија. За врските кои што се однесуваат за пренесување на кинематографски дела и заштита на малолетните лица, извршени се 4 програмски редовни надзори врз давателите на аудиовизуални медиумски услуги по барање, и тоа Македонски Телеком, МТел, Ајдер Македонија и Свот Мастер. При надзорите не беа констатирани прекршувања. Советот на агенцијата, заради констатирани непочитување на законските одредби, донесе 14 јавни опомени за 7 радиодифузери: Универзитетско радио УГД ФМ, Штип, ТВ Шења, ТВ Клан Македонија, ТВ Компани 27М, Наша ТВ, 24 Вести и ТВ Дуе. Донесено едно решение за јавно опоменување на операторот Total TV заради реемитување на програмски сервиси кои не се регистрирани во агенцијата. Радиодифузерите и на операторот на кој им беше изречена мерка јавна опомена им беше наложено да го согласат своето работење со Законот за аудиовизуални медиумски услуги, а по истекот на рокот на законското усогласување агенцијата ќе изврши контролен надзор со цел да утврди дали субјектите постапиле по решенијата со кои биле јавно опоменати. Проведени се 2 постапки за поравнување, постапка за издавање на прекршочен платен налог. Едната за ТВ Дуе поради непочитување на врската за заштита на малолетната публика, која заврши успешно, и другата со ТВ Спектра поради неемитување најмалку 30% програма извано создадена како македонски аудиовизуални дела, која заврши неуспешно. Изминатиот квартал покренати се 4 постапки за одземање на дозволата за радио и телевизиско емитување за ТВ Сонце, ТВ Шења, ТВ Клан и Радио Јон, од кои 2 беа запрени. Една постапка е прекината, една постапка заврши со одземање на дозволата. За ТВ Сонце, ТВ Шења и Радио Јон постапките беа покренати поради неплаќање на годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување. Во меѓувреме ТВ Сонце и ТВ Шења го платија надоместокот за дозволата и за нив постапките беа запрени. Радио Јон достави известување за агенцијата дека не може да го уплати надоместокот заради блокираните сметки, поради што Советот на агенцијата донесе решение за прекинување на покrenатата постапка за одземање на дозволата до донесување на правосилна одлука од страна на надлежниот суд по приговорот на радиодифузерот против налогот за извршување донесен од страна на извршител. Дозволата за емитување, за телевизиско емитување беше одземена само на ТВ Клан Македонија, која не ги исполни минималните кадровски услови предвидени со правилникот за минимални технички, просторни, финансиски и кадровски услови за добивање дозвола за радио и телевизиско емитување и не го плати годишниот надоместок за дозволата за телевизиско емитување во законски утврдениот рок. Донесена е една одлука за поништување на одлуката за одземање на дозволата за телевизиско емитување на ТВ Шутал, бидејќи по донесување на одлуката за одземање на дозволата, радиодифузерот изврши уплата на надоместокот за дозволата и ја повлече поднесената тужба до управниот суд
за поведување управен спор против одлуката на Агенцијата за одземање на дозволата. Донесени се 3 одлуки за објавување јавен конкурс за доделување дозвола за радиоемитување на локално ниво на подрачјето на општина Прилеп, Струга и општина Штип. Трите јавни конкурси за доделување дозвола за радиоемитување се во тек. Поради представување на важноста на дозволата за телевизиски и радиоемитување по сила на закон, Агенцијата донесе 2 решенија за бришење од регистарот на радиодифузери на непрофитната радиодифузно установа Универзитетско радио Угада ФМ Штип и за ТВ Клан Македонија. Изминатиот квартал Агенцијата изработи анализа за утврдување на оправданоста за даночните олеснувања за регионалните и локалните радиодифузери, за да се утврди какви мерки за поддршка е потребно да се воведат за да се поттикне развојот и да се зајакне економската одржливост на регионалните и локалните радиодифузери, поаѓајќи пред се од нивната клучна улога за обезбедување медиумски плурализам и развој на демократските процеси во општеството. Изработени се и 3 студии за да се утврди дали постои оправданост да се објават јавни конкурси за доделување дозволи за локални радија на подрачјата на општина Прилеп, Струга и Штип. Сите 3 студии покажаа дека има оправданост и тоа за подрачјата на општина Прилеп постои оправданост за музичко радио специализиран формат на македонски и српски јазик, во кој емитуваната музика е доминантно забавна. За подрачјата на општина Струга постои оправдано за говорно музичко радио со претежно информативен општ формат на албански и на македонски јазик и за општината на општина Штип за музичко радио со специализиран формат на македонски јазик во кој емитуваната музика е доминантно забавна. Изминатиот квартал представници на агенцијата учествуваа во повеќе меѓународни активности, меѓу кои на 4 април беше одржан работен состанок со представниците на канцеларијата на UNDP. На 5 април во агенцијата се одржа работен состанок со представници на Меѓународната федерација на новинарите и самостојниот синдикат на новинарите на Македонија. На 7 април представничка на агенцијата учествуваше на 17-тиот состанок на мрежата за медиумска писменост на ЕПРА, посветен на прашањето на заштита на малолетниците и медиумската писменост. На 11 април представници на агенцијата учествуваа на онлайн состанокот на новиот одбор на медиумски регулатори од ЕУ, формиран во согласност со Европскиот акт за слобода на медиумите. Од 12 до 14 мај на покана на Совет на Европа, представник на агенцијата учествуваше на Европски диалог за интернет управување во Страсбург, Франција. Во периодот од 14-17 мај представници на агенцијата во Кишинев, Молдавија учествуваа на пленарен состанок на ЕПРА. На 4 јуни представник на агенцијата во Виена, Австрија присуствуваше на конференцијата Престојната ревизија на директивата за аудиовизуални медиумски услуги, меѓу другото посветена на регулацијата на рекламирањето во ерата на инфлуенсери. На 17 јуни представник на агенцијата учествуваше на меѓународната конференција Информирани граѓани, стратегии за ефективна едукација и информирање на гласачите, организирана од ИФЕС. Во април агенцијата до Министерството за правда и до Министерството за дигитална трансформација достави одговори на прашалниците за поглавјето 10 и поглавјето 23 како придонес кон годишниот извештај на Европската комисија. Издадени се вкупно 56 потврди за регистрација на програмски пакети, откако се констатираше дека доставените пријави се комплетни и уредни. Примателите на права се доставени 6 известувања врз основа на извршен програмски надзор, каде агенцијата утврдила дека операторите бесправно реемитуваат програмски сервиси кои што не се регистрирани во агенцијата. Во јуни беше донесен правилник за формат и содржината на пријавата за упис во регистарот на издавачи на онлайн медиум, интернет портали и начинот на водење на овој регистар. На веб страната на агенцијата е отворен посебен банер во кој се наоѓаат регистарот на онлайн медиуми со досега пријавените портали. Правилникот за пријавата за упис во регистарот и образецот за доставување на податоци од страна на онлайн медиумите. На веб страната на агенцијата е поставен и банер посветен на инфлуенсерите, во кој се наоѓаат акти од домашната и европската легислатива кои се важни за инфлуенсерите. Почитувани присутни, во продолжение ќе ги слушнеме на одитот анализата на родот во медиумите во 2024 година. Нив ќе ги презентираат Николина Стојановска и Кристина Живковски од агенцијата Market Vision, која за потребите на агенцијата за аудиовизуални медиумски услуги ја изработи оваа анализа. Повелете.
Да, се ева. Окей. Добар ден и од мене. Како што ме представи господинот, јас сум Николина од агенцијата Market Vision. Наша беше задачата да спроведиме овој истражувачки проект кој што го насловивме Жени и мажи пред камерите, родова рамноправност на националните ТВ канали во ударен термин. Главната цел на ова истражување беше да се процени која е улогата на националните телевизии во унапредување на родовата еднаквост и да се идентификуваат области каде може да се подобрат содржините, особено оние содржини кои што се емитуваа во ударен термин, бидејќи овој период има најголемо влијание врз публиката. По специфични прашања со кои што беа опфатени во оваа анализа, се однесуваат на каква е родовата застапеност на жените и мажите во различни жанрови, кои улоги ги добиваат жените, кои мажите, какви пораки се пренесуваат преку нивното прикажување, дали јазикот што се користи е родово сензитивен или не, дали се појавуваат примери на објективизација и сексуализација, дали и колку се застапени родовите теми во содржините, присуството на маргинализирани групи на поединци и на крај исто така ја гледавме и структурата на продукцијските тимови од родов аспект. Истражувањето беше дизајнирано со следната структура, значи беа опфатени содржини емитувани во периодот од 9 до 22 септември 2024 година на 7 национални телевизии, кои што се емитуваа веднаш после нивните централни вести, кои што на секоја телевизија е различен термин, меѓутоа во суштина е земено тоа како правило. Анализирајќи ги овие содржини, забележавме дека беа вклучени повеќе жанрови, односно во вкупниот примерок опфаќа дури 98 емисии во кои што има и филмови, играни серии, информативни програми, документарни емисии, хумористични програми и музички програми. За сите овие беше изработен посебен структуриран прашалник како инструмент кој што беше развиен врз основа на родово чувствителните индикатори на УНЕСКО. Тоа беше барањето од Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги. Како изгледа сите овие емисии, значи во табелата се прикажани сите и може да забележиме дека најголем број од анализираните емисии влегуваат во категоријата играни филмови и серии, тие се најзастапени во овој период, понатака доаѓаат информативната програма, а многу помалку сите останати содржини. Како техники кои што беа користени, се користеше квантитативна и квалитативна техника. Квантитативната техника во суштина мереше застапеноста на мажи и жени и на екран и во време во говор. Се кодираа содржините по категории, се правеше дескриптивна статистика по жанр, додека квалитативната анализа имаше за цел да ги разбериме родовите пораки и нормите, кои што ги анализиравме преку семиотичка и дискурзивна анализа, односно ги гледавме символите, визуелните представувања, вербалните репрезентации, јазикот кој што се користи и слично. Понатака за точните бројки, резултатите од анализата ќе ви зборува мојата колешка Кристина, со мене ќе продолжиме кај заклучоците. Благодарам. Добар ден на сите од мене. Во приложение ќе ги видиме подетално резултатите од истражувањето што го правевме. Значи, како што спомна колешката, сите содржини што беа емитувани во ударен термин може да се класификуваат во 5 категории. Кај што беше полесно за
обработка. Овдека на овој график може да ги видиме како се поделени според телевизија. Од овдека може да заклучиме две работи, значи една е дека најразновидна жанровски програма имаат националните сервиси МТВ1 и 2, додека приватните комерцијални телевизии, нивната програма во ударен термин повеќе се фокусира на сериски филмови, играни филмови, како и на информативни програми. И сега ќе пуштаме вака жанр по жанр едно. Иако играни филмови и сериски филмови спаѓаат по еден жанр, овдека ги раздвоивме. Значи во содржините кои беа предмет на анализа од тие 2 недели што се емитувале на телевизиите, вкупно се вклучени 12 играни филмови, и тоа како што може да забележите повеќето од американска продукција, меѓутоа имаше и македонски филмови и филмови од европска продукција. Овдека на овој слайд ја гледаме родовата застапеност во играни филмови, односно колку биле мажи и жени застапени како пред екран визуелно, така и во говор. Може да забележиме дека машките ликови доминираат како во главна, така и во споредна улога. Исто така и во времето кое што го поменуваат во говор. Значи, жените се помалку застапени. Се пустат одредени разлики во тематиките што ги обработуваат. Американските и европските филмови позабележливи се третирањето на универзални родови теми како моќ, амбиција, релации. Жените се прикажани во поверсатилни улоги, додека кај македонските филмови нагласена е таа патриархална структура, каде што мажите се носители на моќ, има доминантни позиции, жените се во подредена позиција. И сега во одбрана на македонските филмови, тоа се филмови кои што се емитуваат на Алфа ТВ, кои што обработуваат историски тематики и соодветно на тематиката која што обработуваат и таков и приказват на мажите и жените во филмот. Океј, кај серии и серијали, значи овдека забележува дека доминираат во прайм тајм, односно во ударен термин, доминира прикажувањето на турски серии. Меѓутоа имаме и примери на серии од европска продукција и од македонска продукција, нели кои што се прикажуваат на националните сервиси. Сега, овдека кај сериите, значи, може да забележиме дека жените имаат доминантна застапеност како во времето на екран, така и во времето на говор. Значи, ова всушност е единствено од сите категории или жанрови каде што жените се доминантни. Во однос на темите кои што ги застапуваат, кај турските серии постои комбинација, значи има и традиционални стереотипи, меѓутоа има многу прогресивни прикази и идеи на родовите улоги. Кај информативните емисии, најголем дел од информативните емисии се информативно-дебатни програми кои обработуваат политички и општествени актуелни теми. Како што ги препознавате и самите, тоа се емисии, например, кои што идат на Канал 5 на Алфа, кои што се прикажуваат во работни денови. Меѓутоа има и емисии од областа на културата и спортот, кои што идат на националните сервиси. Сега, овдека е многу веќе забележлив родовиот дисбаланс во застапеноста. Сега, ако ги погледнеме, пошто ги анализиравме не само како присуство на мажи и жени, туку по улогата која што има, значи дали се водители или се гости. Како што може да видите, кај во однос на водители постои многу поголем баланс помеѓу мажите и жените, значи подеднако се вклучуваат и водители и водителки, меѓутоа во однос на гостите многу повеќе се застапени мажи од жени. Сега ова може да се должи во голем дел на темите кои се обработуваат во емисиите како политика, бизнес и спорт, кои што се сметаат за традиционално мажки области. Така што не е дека тоа е можеби намерно направено, меѓутоа ако повеќе се пример мажи во спорт и во политика и во бизнес, нормално е дел од гостите кои што ќе бидат присутни да бидат повеќе мажи. Документарни емисии се емитуваат во принцип само на националните сервиси и тука беа вклучени повеќе различни документарни програми.
кои што обработуваат различни теми, како технологија, музика, историски некои моменти. Сега слично како и кај информативните емисии, така и кај документарните емисии постои тој родов дисбаланс помеѓу мажите и жените кои што се прикажани на екранот и исто во времето кои што го поминуваат во говор. Тука е забележливо додека кај информативните емисии постоеше некаков баланс во вклучување на водители и водителки, кај документарните емисии претежно се мажи во улога на водители и наратори и во улога на гости и експерти. Со исклучок на една или две емисии каде што има одреден баланс и е нагласено женското присуство, во повеќето документарни емисии доминираат мажи, слично како и информативните програми. Тоа најмногу се должи можеби на темите кои што се обработуваат како технологија, религија, спорт и слично. Сега, во самиот примерок, многу малку во ударен термин се вклучени хумористични музички емисии. Тоа е пред емисијата за Закманија на Канал 5 и Вонредни вести на ТВ Алсат. Исто и тука може да забележиме дека има родов дисбаланс во приказот. Кај емисијата за Закманија, например, таму се 4 главни ликови, од кои тројца се маж и една жена, додека кај емисијата, како беше само Вонредни вести, на ТВ Алсат и двајцата водители се мажи, така што поради тоа и доаѓа поголемата застапеност на мажите како на екранот визуелно, така и во говорот. Кај може да го видиме и понатаму, ајде ќе зборуваме по-конкретно. Сега во однос на музичките емисии имаше само на МТВ2. Таму беа прикажувани музички спотови и тука се во принцип избалансирани присуството на мажите и жените, кои што се гледаат подобро во говорот, меѓутоа визуелно повеќе се прикажуваат жени. И тука се поставува прашањето малку на фокусот на изгледот на жените во спотовите. Односно потребата за можеби покритичен визуелен пристап. Сега, ова беше анализата по жанра. Во принцип, таа следи и родовата застапеност по телевизија, во зависност од тоа што прикажуваат. Како што рековме веќе, националните сервиси имаат многу поразновидна жанровска програма. Меѓутоа, за разлика од останатите телевизии, и сега во однос на поединечните жанрови кои што се прикажувале на телевизијата, може да видиме дека за сериските филмови постои изедначеност помеѓу мажите и жените. Во играните филмови повеќе доминираат мажи, додека во информативните и документарните емисии исто така доминираат мажите како во времето кое што го поминуваат на екран, така и во говорот. Сега во однос на темите кои што ги обработуваат, сега тоа е различно во зависност од програмата која се прикажува. Например, серијата Тин Камп и филмот Само за храбрите покажуваат одредени женски посилни ликови, некоја родова динамика, додека, например, филмот Заљубена во Павло ги потврдува оние стереотипи на машка доминација и контрола. Во емисиите, значи, преовладува родово неутрален јазик и одредени стереотипи се појавуваат во играните филмови во сериите. Нема некој присуство на малцински и маргинализирани групи. Слична ситуацијата и на вториот национален сервис. Се емитува по разновидна програма, меѓутоа мажите тука доминираат претежно скоро во сите категории со исклучок на музичките спотови, како што рековме. Например, во информативните емисии, бидејќи беше анализирана само една емисија во рамките на овој примерок за МТВ2, емисијата Мотив, каде што водителката е жена, па според тоа и постои зголемена застапеност на жените во тој сегмент, додека кај гостите повеќе се застапени мажи, во документарните исто.
додека во сериските филмови се до некаде изедначено, меѓутоа пак се забележува доминација на мажи. Од аспект на родови теми и прикажување на како се прикажуваат мажите и жените, значи постојат и прикажување на традиционалните родови улоги, меѓутоа постојат и некои прогресивни примери, ако може така да ги наречеме. Например, таков е примерот со емисијата Мотив, каде што водителката е жена, исто така се вклучуваат и мажи и жени како гости. Например, некои од ликовите во сериите кои што се прикажуваат, каде што се нарушуваат тие патриархални стереотипи кои што постојат, јазикот кој што се користи најчесто родово неутрален, тоа што во одредени емисии имаше некои стереотипни изрази. Во однос на Алфа Тем се метува два вида на програма, значи сатанска операторска продукција и хумористичната емисија. Кај сериските филмови, како што може да забележите, нагласена е поголема доминација на жените, како во главни, така и во споредни улоги. Меѓутоа, кај хумористичната емисија, бидејќи нели водителите се мажи, целосно присуството е 100% нели на мажи. И сега самата емисија обработува одредени политички актуелни теми. Не достига малце обработка на некоја родови теми, на некоја родова тема или пак можеби некоја од темите да се обработи од родов аспект. Не беа вклучени некакви родови теми во емисијата. Значи, кај турските серии се различни, некои се типични традиционална поделба на улоги, меѓутоа некаде се наоѓаат примери, се прикажани примери за посилни жени кои се спротивставуваат на традиционалните норми. Кај ТВ Алфа имаме два вида емисии, една информативна, се информативните програми, а втора се македонските играни филмови. Во двете се забележува доминантно мачко присуство. Значи, заклучоците исто важат како и со останатите информативни емисии, дека темите што ги покриваат се слични, повеќе се гости мажите од жените. Додека кај филмовите, тоа најмногу се должи на тематиката која што обработува филмот, каде повеќе се доминантни мачките ликови. Така, значи, слично како и за претходно, емисијата за или против обработува општествени теми, меѓутоа нема некоја посебна родова перспектива, вклучена или родова анализа, може би за одредени теми би можело да се направи. Додека кај филмовите, нели, жените се често прикажани како жртви во подредена улога, што се должи на временскиот период во кој што се одвива дејството. Кај Канал 5 имаме три вида програма, значи имаме серијски филмови од турска продукција, информативни емисии, хумористични емисии. Значи, кај серијските филмови постои баланс, постои доминација на женските ликови. Информативните емисии, иако е балансирана родова застапеност во смисла на водители кои што ги водат емисиите, каде што се води внимание да има и жени и мажи, од аспект на гости, многу повеќе гости се мажи од жени. И кај хумористичните емисии, исто така поради структурата на екипата која што го работи тоа, мажите се поприсутни на екранот. Меѓутоа, например, кај хумористичните емисии, постои нека комбинација и на приказ и на традиционални родови улоги, меѓутоа има и одредени напори за постигнување на поголема родова еднаквост. Се забележливи во прилозите кои што ги прават. Кај ТВ Сито имаме исклучиво прикажување на турски серии. И тука, исто како и кај турските серии, генерално кај другите телевизии, значи, забележлива доминацијата на женските главни ликови, како на главни, така и на споредни.
и кои често пати се покажуваат како силни независни жени, професионални и успешни. Ова е повеќе пример со серијата Брачни игри. Додека кај серијата Сумничен повеќе имаме традиционален приказ на улоги, каде што жените се во нека улога на некој што се грижи за семејството и за домаќинството, а мажите што ги донесува одлуките. И кај ТВ Телма исто имаме прикажување само на играни филмови и на серијски филмови. Серијските филмови на ТВ Телма се од европска продукција за разлика од останатите телевизии. Меѓутоа исто доминантно се мажи. Присутни кај играните филмови, кај споредните и кај серијските филмови, како во главна, така и во споредна улога. И во зависност од, пошто има повеќе различни филмови и серии, различен е приказот на родот. Некаде се жените се во подоминантна улога, додека некаде се во поподредена, односно во традиционални улоги. Така и сега, кај оваа програма кај ТВ Телма во овие филмови серии се забележува одредено присуство на малцински групи, како и на примери на објективизација и сексуализација. Тоа се примерите Ног на краливите од европска продукција и Гринго и нежно. Тоа е прилика подетално за резултатите, а сега колишката само ќе да ги кажа. Мислам дека после сите телевизии, како ги прикажа колешката, веќе на сите не се јасни заклучоците. Во суштина, ТВ Сител и ТВ Алсат, бидејќи имаат повеќе серии во својата програма во ударно време, затоа и повеќе се кај нив застапени женските ликови. Обратно, сите останати телевизии, каде што не доминира само турските серии, имаат малку по-балансирана застапеност на мажи и на жени. Значи, во суштина, сето тоа се должи на типот на програма, серијалите промовираат повеќе женски ликови, во останатите програми доминираат машките ликови. Родовите теми се многу малку застапени се само кај сериите и во однос на прикажување на семејни конфликти, женска автономија, родова нееднаквост, меѓутоа документарните и информативните програми речиси воопшто не обработуваат ниту родови теми, ниту некои од општествените теми кои што ги разработуваат, не ги анализираат од родов аспект, што е пропуштена шанса. И сериите, и филмовите, имаме и серии кои што ги потврдуваат традиционалните стереотипи, имаме и серии филмови кои што им се спротивставуваат на тие традиционални стереотипи. Значи, нели тоа се зависи од филм до филм, застапени си едните и другите. Објективизација за среќа беше многу малку застапена, само во неколку филмови имавме такви сцени каде што можеше да се зборува за некаква објективизација и сексуализација. Јазикот кој што се користи кај сите скоро анализирани содржини, нели, со исклучоци беше родово пристрасен, во суштина беше неутрален. Значи, тука може да се поработи понатака во препораките, ќе го спомнам и тоа на уште поголемо напредување, меѓутоа во моментот ситуацијата е дека сите се трудат да користат родово неутрален јазик. Во однос на разновидноста на гласови, многу малку беа застапени маргинализирани групи, малцински групи, имаше едно лице трансродово лице во Ноќ на кралевите, имаше повеќе прикази на сиромашни лица во повеќе филмови, во Гомора, во Двор беше специфична турска серија која што анализираше животот во женски затвор и сите предизвици со кои што жените се соочуваат таму, меѓутоа тоа беа исклучителни случаи. Во суштина многу малку беа застапени маргинализираните и малцински групи. Што од сето тоа може да извлечеме како препорака?
не треба повеќе домашна продукција, и тоа домашна продукција која што во својата тема ќе вклучи обработка на родови прашања или барем општествени теми, меѓутоа од родов аспект. Не треба и разновидност на жанрови, како што ти прикажав претходно во табелата, во суштина во ударен термин се прикажуваат турски серии, генерално серии играни филмови. Добро би било и во другите телевизии, не само на јавниот сервис, да има повеќе и документарни, образовни, дебатни емисии, меѓутоа сите тие да покријат некои од родовите теми, нели, да не биде во информативните и дебатните програми да се дискутира само за политика и само политика од без родов аспект на било кое прашање, нели. Медиумите се едукатори, добро е да служат. Нивното прикажување, изразувањето на водителите е пример за јавноста и од тука треба да се подигне свеста дека имаат многу поголемо општествено значење од обично пренесување на информации. Добро е да се обуки на медиумските работници се секогаш добра идеја, бидејќи убаво е да добиеме поголемо разбирање за родовите улоги, за родовиот јаз, за дискриминацијата, за начинот на кој што може да користиме посензитивен родово, посензитивен јазик. Исто така, врз основа на сите анализи, како што спомнав, бидејќи многу малку се застапени маргинализираните групи и малцински групи, во таа нова содржина што би се создала или во посечките, убаво е да вклучиме различни мислења, да вклучиме повеќе и маргинализиран аспектот од страната на маргинализираните лица. Жените како експертки и гостинки е една од, по мене, најлесен начин. Ако барем нешто направиме врз основа на овие препораки, најлесно е тоа да го примениме, да поканиме гостинки во информативните емисии, каде што, бидејќи не дека не достигаат експертки, не дека не достигаат жени, меѓутоа како што се застапени водителките еднакво со водителите, да вклучиме и теми и експертки кои што ќе зборуваат на различни теми, вклучувајќи и родови теми. За јазикот спомнав, така во суштина мислам дека заклучоците тука се движат. Ви благодарам многу за вниманието. Ако имате било какви прашања, тука сме. Благодарам. Сега оставам простор за прашања, дискусии околу презентацијата на анализата што ја направи Market Vision, оно што го презентирав јас како активности на агенцијата или нешто сосема друго што е од ваш интерес. Повелете. Нема да поставам прашање, само би сакал да појаснам неколку работи. Ние завршуваме еден значаен циклус на родови анализи со ова анализа, кој ги започнавме од 2013 година и во кој имавме малку поинаков пристап до сега, односно беа анализирани пред се информативните програми, рекламите, отворивме прашања, односно поставивме примерок, например, за специфични програми како спортските програми и застапеноста на жените токму во оваа категорија. Имавме одлична анализа направена на детската програма, на играната програма, меѓутоа ова е прв пат да направиме анализа всушност на она што е уредувачка политика на националните телевизии и како тие сакаат да го представат родот. И токму ова беше исклучително тешка задача, ми се чини, за истражувањето, затоа што требаше да се споредат дури и неспоредливи работи, навиду. Сметам дека имаме добра анализа, обемна анализа и дека ќе ни послужи и нам и на стручната служба, меѓутоа и на радиодифузерите понатаму, да можат да обратат поголемо внимание на родовиот аспект на програмите кои ги емитуваат, токму во ударните термини, и сметам дека со ова и ќе се подигне значењето
што го имаат родовите теми за самите национални телевизии. Ви благодарам за сработеното. Нема да поставам прашање, ќе им оставам место на колегите, односно на гостите. Само ќе ве замолам заради записникот што го правиме да се представите и од која институција доаѓате. Благодарам. Тања Иванова од Реактор Истражувањева акција. Прво, драго ми е дека агенцијата толку долги години посветува внимание на овие прашања и благодарам за појаснувањето дека ова е само една од темите што биле обработувани низ годините. Она што сакав да го кажам со неколку коментари, може би и некој прашање, ќе произлезе од ова што ќе го спомнам. Има еден момент кој што го приметив затоа што се анализирани содржини во ударни термини. И ако имало само една музичка емисија или само една информативна емисија, би било добро насловот да не биде родот во музичките емисии, туку родот во специфична музичка емисија која во ударен термин била емитувана, бидејќи публиката која што не е информирана може поинаку да свати дека за сите емисии во ударни термини тоа важи, а да не допрочита со ситно дека се работи само за една емисија. Ова е чисто како приказ. Мислам дека на неколку места го имаше тој момент, за да нема недоразбирање, бидејќи сепак се обраќаме на публика која не е доволно информирана, особено не во однос на овие прашања. Често спомнувавте родови теми, но не знам дали сите подразбираме исто што подразбираат родови теми. Би требало да се дефинира напред во истражувањето, за да биде јасно за и неинформираниот гледач што значи тоа. Многу ми е жал дека анализата потврдува дека маргинализираните за жал се невидливи, бидејќи тоа се случува и во секојдневието и токму затоа постојат протести и слично, не дека одредени групи на луѓе сакаат да се истакнат, туку едноставно не може да се поистоветат со ниту една содржина која им се нуди, а во исто време имаме обилност на содржини кои што ги нарекуваме турски серии или речете ги латиноамерикански, барем така почнаа, каде што за жал не ги гледам, така да не, ова мое неслагање може би е мала предрасуда, може би ги надминале стереотипите овие серии, меѓутоа звучеше чудно да се каже дека има и прогресивни родови улоги во овие серии, бидејќи треба да се посочи во колкава мера се такви. Она што мене ме плаши е дека, например, спомнавте една серија Брачни игри, воопшто не звучи прогресивно. Жената која што се бори со мажот како да ја е непријател, не е идеалот за кој што се бориме, туку идеалот е прогресивноста подразбира разбирање и некакво пресликување на улогите без стигматизација и дискриминација помеѓу брачните партнери какви и да се. Од ова го зборувам од агол на информирано лице и замислувам како другите тоа би го доживеале, а се бавам со истражувања речиси цел мој живот и знам колку лесно може погрешно да се протолкуваат. Со најдобра намера би сакала некако да посочам новие теми и уште една работа во однос на паритетот. Она што ми недостигаше во анализата е содржинска анализа. Бидејќи присуството на жените само по себе не значи рамноправност, сите стремиме кон паритет само со една причина, за да се има некаква појдовна точка за жената да се вклучи повторно во јавниот свет, бидејќи на многу начини е исклучена. Меѓутоа паритетот и еднаквата присуственост само по себе не се доволен показател за родова еднаквост во програмите или во третирање на содржините од таков агол, па би рекла дека би било добро онаму каде што се спомнува, например, во турски серии или било какви други серии, да се посвети внимание на содржината и да има жени во турските серии. Колку од тие жени се во подредена улога и треба да, или снаата ја слуша свекрвата па ја мрази и сето тоа се прелева во нашите домови и за жал се бориме со тоа 2 векови и никако не можеме да надминеме дека снаата и свекрвата може да бидат другарки на крајот од денот. Не ги гледам сериите, затоа ова го спомнувам чисто како некој што би сакал повеќе да дознае во таа насока кога веќе сте посветиле толку внимание на ова истражување. И уште еден момент, да не одземам премногу време, мислам дека покрив се. Да, исто имаше и само една инфоемисија со жена водител која што сепак не е приказ за сите инфоемисии што ги имаме. И она што мене ме мачи е, одамна излегов од истражувачки, барем ваков тип на медиумски и маркетиншки истражувачки води пред 5 години и не знам дали во моментот некој мери
каква е гледаноста и кои се навистина ударните термини. Веројатно има, АЕК порано тоа го правеше секоја година, не знам дали уште постојат овие истражувања за да се види дали постојат пиплметри уште и дали знаеме кој ги гледа всушност, која е публиката што ги гледа овие серии. Затоа што има многу инфоемисии кои што се случуваат на YouTube и слично, и дали може би се размислува да се вклучат и поинаков тип на сервиси кои што сепак згрижуваат огром и ангажираат огромен број на публика, која што би требало да размислува попрогресивно, а ако гребнете само малку под површината на YouTube, го третирам како сериозно голем медиум, бидејќи има буквално сите имаат пристап до него и многу луѓе гледаат снимани емисии на него и подкасти, па дури и емисии од телевизија. Дали може би се размислува да се вклучат и вакви содржини, бидејќи тие исто така го креираат мислењето, постојат истражувања надворот кај нас, за жал не и во земјата, кои што потврдуваат дека, например, со едно вклучување на TikTok на младо момче, се креираат профили за да се испита ова, а за 20 минути тоа младо момче, тинејџер, е веќе бомбардиран со сериозно токсични содржини кои што имаат во себе насилие, дискриминација, стереотипизација и сето она што на младиот ум може многу лошо да влијае понатаму во неговиот развој. Отидов малце надвор од темата, меѓутоа сакам да знам дали се размислува и во таа насока, бидејќи и ова е важно, иако знам дека беше посветено ова само на телевизиите. Благодарам. Така. Јас можам да зборувам од аспект на извештајот, нели? Последното прашање за YouTube ќе ви одговорат од агенцијата. Извештајот беше прилично обемен, студијата е над 350-60 прашања, така да сето ова е сублимирано и може би затоа не можевме да навлеземе во детали, меѓутоа да е подеднакво вклучена квалитативната анализа и анализа баш на темите и на ликовите, емисија по емисија. Секоја од овие 98 содржини поединечно беше анализирана, па после тоа ги групиравме податоците на ниво на жар, па ги групиравме на ниво на телевизија, па извлековме општи заклучоци. Така да може да ја погледнете студијата, претпоставувам ќе биде јавна, ќе ја видите во однос на турските серии. И јас не ги следам редовно, меѓутоа искрено во анализата се покажа дека некои турски серии имаат прогресивни ликови во смисла на жени кои што се амбициозни, кои што се лидери во својата работа, кои што дури и во нивната квалитативната анализа, во нивниот говор, во нивното однесување, во нивната позиција во семејството, позиција во цел филм, да кажам, не се наивни, некои што треба да биде заштитен или било како, туку имаат навистина доминантна позиција. Што е супер и е голем прогрес во однос на латиноамериканските серии кои што нели го почна овој тренд на серијали кај нас. И се надевам дека така ќе продолжи, но не беа сите серии такви, се согласувам, имаше и серии каде што традиционално беа прикажани жените и во сите тие традиционални улоги во рамки на семејството и воопшто ништо друго освен семејството. Каде што мажите ги донесуваат сите одлуки, каде што мажите ја имаат таа улога, нели знаеме сите зашто зборувам. Меѓутоа, за среќа им забележавме улоги и не можеше тоа да не се издвои. Може да погледнете целокупната анализа, само како што спомнав, одевме емисија по емисија. Траеше се во ова, со месеци го работевме заедно со тимот од агенцијата, од септември до сега доста време беше посветено. Јас би сакала само да додадам, ако заврши, вака анализата, всушност има 360 страни, ќе биде објавена онлайн, ќе може да се најде онлайн и ќе ги пратиме и линковите. Тоа што го кажа и Николина, значи длабински квалитативна анализа е правена, а меѓу другото тоа што го кажат и за опсегот и колкава е гледаноста, за одредени содржини има и такви податоци во самата анализа. И да, тоа што го кажа и она, веројатно сите ние кога ќе услушнеме терминот турски серии, веќе имаме
одреден стереотип за тоа како изгледаат, меѓутоа навистина кога ќе се навлеза во нив и во таа динамика на тие ликови, стварно гледаме една нетипична поставеност на одредени женски ликови, што стварно е интересно, бидејќи најчесто тие турски серии всушност се бават со, да речеме, некакви женски родови теми, повеќе се поврзани со семејството, меѓутоа во рамки на семејството се гледаат интересни примери на отскокнување од она традиционална поставеност во општеството и оно што се смета дека е традиционално застапено е сега. Во поглед на YouTube, оно што го говоревте, значи тоа постојат законски измени во кои што агенцијата би имала одредени ингеренции во поглед на аудио и аудиовизуелни медиумски содржини, кои што ќе подлежат во поглед на инфлуенсерите и во поглед на блогери и слично. Меѓутоа тоа оди во насока и на одредени услови кои што треба да ги исполнат, а и во поглед на говор на омрази, дискриминација секако, како и на останатите содржини, така што тоа тек следува развивање на во тоа поле. Чи прилика, не од прилика, него од 1. јануари ќе го воспоставиме регистарот на инфлуенсери и оние што водат подкасти и после тоа ќе може да бидат и предмет на вакви анализи. За тоа дали некоја емисија од овие што се спомнати колку е гледана, се прави мерење, тоа го прави HBO Nielsen, меѓутоа тоа е комерцијално мерење, тоа се плаќа скапо. Агенцијата правеше некоја мерење на АЕК до јули 2023 година, но со измените на законот заради усогласување со Европската директива, таа обврска агенцијата понатака ја нема и од тогаш не прави. Меѓутоа, ние мерењата што ги правевме преку ангажирање на надворешен оператор не навлегуваа во вакви детали, туку се однесуваа на тоа кој радиодифузер сте го слушали или гледале последниот ден или последните 7 дена, а не конкретно за одредени содржини. Ваквите информации ги имаат и HBO Nielsen и радиодифузерите и согласно тоа ја водат и својата уредувачка политика. Сакате да повеќе? Значи имавме среќа што Market Vision ја правеше анализата, па тие од своји извори се послужија со такви податоци. Не да обврзани, меѓутоа од нивните извори ги имаме споредбено податоците и за гледаноста, и за возрастните групи и категории за одредени видови, не за сите, меѓутоа за некои од видовите програми кои што беа предмет на анализа. Сакам да дадам уште една информација, можеби малку пред време, меѓутоа да го најавам и следното истражување кое што ќе се веќе едно на таа тема имавме спроведено истражување, меѓутоа ова е изборна година во која ќе се реализираат локалните избори и е интересна тема сама по себе. Токму тој материјал да ни послужи за следната родова анализа, како ќе бидат представени политичарите и политичарките во време на кампањата. Дали има некои други прашања или? Ако нема, ви благодарам за присуството и се гледам.